Оваа кампања конечно проработи како што треба и добива на своја динамика и практично паѓа првата маска. Првата маска паѓа со изјавата на господинот Максим Димитриевски дека по парламентарните избори 200 дена потоа е подготвен да гласа за промена на Уставот на Република Македонија и внесување на бугарите во Уставот, но со одложено действие. Тоа е потполно исти став како што го има ВМРО ДПМН, ниту за една буква изменет. Ова само уште еднаш покажува дека господинот Димитриевски и неговата знам и ВМРО ДПМН се во предизборна коалиција, меѓутоа дури вчера ја обзнанија. Со тоа што ќе предложат да Уставот се промени сега, ама да действува кога ќе влегуваме во Европската Унија, се однесуваат како клетва. Клетвата да не стигне сега, ама да стигне малку подоцна. Господинот Димитриевски ја даде таа изјава и тоа што го кажува овде пред Македониумот во Крушево, сакајки да го понижи македонскиот народ и не може натаму да глуми патриот. Таа изјава требаше да оди да ја даде тамо, во Софија, во столицата, на истата телевизија, на истата емисија, ќе го примеа и ќе го пречекаа и ќе го испратеа и ќе го почерпеа бугарите онака како што треба за таква изјава како што може да им приреди. Ние не можеме да се сложиме со таа работа, затоа што не можеме да ја поддржиме, затоа што тоа што тие ни го нудат е практично обезличување на македонскиот граѓанин на рати, не сега, но постепено, и слично на изјавата на Питу Гули, кога Никола Карев му вели да се повлечеме, Питу, затоа што ова ќе биде ужасен крај, а тој му вели подобро ужасен крај отколку ужас без крај. Тоа што Максим Димитриевски, ВМРО ДПМН и СДСМ го нудат на македонскиот народ е ужас без крај. Сега да го смениме Уставот, а потоа да прифатиме дека сме народ од 44 година, а потоа да прифатиме дека нашиот јазик е наречен на бугарскиот јазик, а потоа да прифатиме дека нашите револуционери, вклучувајќи го и Гоце Делчев, дека не се по род македонци. Јас само сакам да им кажам дека Илинденското востание имале замешано прсти бугарите со тоа што велеле дека тие ќе пружат помош и дека само ако се крене востание во Македонија, како што тие викаат, тие ќе испратат 100.000 штикови. Со прст не мрднале, ниту било каква нота испратиле до било која светска амбасада за теророт што потоа се случувал врз недолжното македонско население, каде што се убивале жени, деца, старци, се силувале жени, се палеле куќи, се однесувал имотот, стоката и така натаму. И, значи, воопшто нема пружено помош Бугарија како држава, која што била држава и која што сакала да му помогне на овој народ. Дури англичаните формираат посебен совет за да се утврди што се случува по Илинденското востание овде во Република Македонија. Значи, интересно е дека почнува да се групира таа група од оние партии кои што велат дека ние не правиме влада со оние што не се подготвени да го променат Уставот. Сите тие што се плашат да не дојдат на црвена листа, да ми прават друштво, сега пред време викаат ние ќе гласаме за Устав и се што ќе кажат американците, само да не стават на црна листа и само да можеме да продолжиме да си правиме тоа што сакаме. Со ова господинот Димитриевски им се приклучува на ДУИ и на Алијанса и на Алтернатива, нивните ставови дека и тој ќе поддржи промена на Уставот на Република Македонија, внесување во Уставот, а јас му гарантирам дека кога ќе се отвори Уставот, тамо уште повеќе ќе настрадаат македонците со тоа што ќе има и други уставни промени во кои што се повеќе ќе се подкурсурува македонскиот народ како монета.